големите производители на нафта, а и на газ што се наоѓаат во тој регион, имаат огромни капацитети, чието производство така лесно не може да запре. Дневно се трошат негде околу 100 до 110 милиони барели. И сега вие велите ги употребуваме резервите од 400 милиони барели. Колку дена ви обезбедило тоа? Поведени од паниката која што се создаде, македонските граѓани придонесоа да цената на горивото биде повисока. Како? Значи, одеднаш се создадоа редици пред бензинските пумпи. И сите ги наполнија резервоарите без потреба. Што би бил ќарот на Казанџи холдинг, а што би бил бенефитот? Па прво, Македонија ќе добие доволна количина на природен газ како ресурс, за да може на долгорочно ниво да постигне стабилни и предвидливи цени. Дали тоа значи дека може да се очекува да имаме и фиксна цена? Може да се очекува да имаме фиксна и пониска цена од сегашната. Ако немаме култура, не можеме да опстоиме како нација. Не можеме да опстоиме како држава. И културата придонесува нешто за човекот. Дали денес може да кажете дека платата ви е мизерна? Не, денес не можам да кажам дека платата ни е мизерна. Многу страдања имаме видено и лично јас како одговорна во тој дел. Меѓутоа ова мене исто лично многу ме погоди и прв пат имав исто така потреба од разговор со психолози. Добро вечер, гледате ново издание на Трелинг. Тековната војна криза предизвикува нестабилност на глобалните енергетски пазари и берзите. Војната на Блискиот Исток ја тресе економијата и предвестува криза пред сека и енергетските зависни држави и нивните економии. Испораките на газ од Иран и Катар и Бахрейн се значително намалени, а глобалните цени на нафтата се во варијабилен пораст. Првите проценки се дека нафта и газ ќе има, но нивните цени ќе ги прават компаниите, а државите веројатно ќе бидат постојано во штрек. Во ово издание на Тренинг соговорник е Слободан Поповски, признат македонски стручњак, еден од инженерите кој одлично ги познава состојбите на Блискиот Исток, имајќи во предвид дека подолг период има работено токму во делот кризните подрачје. Добро дојдовте во емисијата. Подобро ве најдов, благодарам. Господине Поповски, подолг период имате работено на Блискиот Исток. Што, колку и во кои делови? Па, подолг период работев за една голема меѓународна компанија, која што се занимаваше со инфраструктурата на нафта и газ, односно во енергетските објекти. И не само на Блискиот Исток, меѓутоа на Блискиот Исток бев присутен подолго време, посебно во Катар и Саудиска Арабија, меѓутоа и во други интересни области на земјата топка, што се непосредно поврзани и со нафта и со газ, како например Југоисточна Азија, Виетнам, Малезија, меѓутоа и уште поспецифично во големите центри во Африка, како што е например Алжир, со најголемата компанија за нафта и газ во Африка, Сонатрак, Мароко, Ангола и така натаму. Јас бев во улога на технички директор на интернационалниот оддел на таа компанија. Состојбите на Блискиот Исток ескалираат. Како вие гледате во моментов на оваа состојба? Особено околу нафтата, недостигот на нафта, снабдувањето со нафта и газ? Па, многу рано е да се каже дека или да се направи проценка дека постои некаков тренд. Тоа зависи промената на цената што беше кратко траеше и сега гледаме дека насоката е надолу. Траеше неколку дена кога почна конфликтот и кога завладеа таква паника. Големите производители на нафта, а и на газ што се наоѓаат во тој регион, имаат огромни капацитети, чието производство така лесно не може да запре, а уште им дополнително на тоа имаат и изворено развиени складични капацитети, како и преносни капацитети. И ја мислам дека станува збор за моментално прилагодување кое, согласно развојот на настаните, ќе си го заземе после природниот тек. Прашање е само какви ефекти и каде, во кои делови на светот ќе има. На првите глобални проценки си помалку паушални. Прво, например, дека Кина ќе биде најзасегната, од друга страна дека особено Русија ќе трие раце од овој конфликт. На
од аспект на профитабилноста на кризата. Како вие гледате? Колку овие тврдења се издржани или се засновани врз база на паушалност, на недокажаност? Па можеби не паушалност, меѓутоа тоа е некаква десктоп анализа. Оној кој например имал можност да го процени енергетскиот биланс на Кина, знае дека е извонредно балансиран. Односно Кина со никого нема развиено однос трговски во кој што тој со кој што го развила доминира по било кој основ. Еве на пример можеме да спомнеме дека вкупно Венецуела и Иран, а ова не го кажувам случајно, се 17% од вкупниот увоз на нафта од наоѓалиштата каде што Кина нема директна контрола. И сега, ако тоа се знае, таа бројка ако е позната, тогаш јасно е дека таков економски гигант и индустријска сила, јасно е дека нема да биде во многу засегната, дополнително што моделот по кој што се развиваат односите помеѓу Кина и овие производители на енергенси во тој регион се долгорочни, се темелат на инвестиции на Кина во тој регион, кои инвестиции на Кина во тој регион понатаму се затвараат со долгогодишни договори за концесија во кои Кина, ама и не само Кина, туку тоа се првите земји кои што инвестирале во тој регион, потпишуваат долгорочни договори во кои берзанските цени немаат премногу големо влијание. Кои држави ќе бидат најзасегнати од овој воен конфликт? Па еве уште еднаш да го објасниме пазарот како функционира. Значи првите ќе направиме споредба. Првите инвестиции во нафтената индустрија во регионот почнуваат во тие земји, Саудитска Арабија, Кувајт, Ирак, не Катар. Катар е најголемиот потенцијал на Катар е во природниот газ. И тие првите инвестиции кои се направени таму, тие се направени со странски капитал од големи економии кои кога инвестирале, потпишувале и долгорочни договори за испорака, односно распределба на количината што ќе биде извадена. И тие биле долгорочни договори со прилично предвидливи и цени кои што не се многу под влијание на дневните поместувања на берзите, односно краткорочните поместувања на берзите. Со други години, ако некој таму прв инвестирал, направил постројка и постројката ја направил врз основ на концесиски договор или сличен, бидејќи тие концесиски договори сега се надминати, да кажам, тие ние што ги познаваме, тогаш во тој се потрудил да на многу долг период цената на енергенсот кој што го вадат, а тоа е нафтата или газот, биде стабилно. Да не биде можеби со иста вредност, бидејќи тоа мора да се менува низ годините, меѓутоа да биде стабилна и предвидлива. Дополнително на тоа развивани се и други капацитети. Например, во случај кога продуктот од рафинирање, тоа е некој од дериватите, се извезува, тогаш она што останува од него се претвара во некој друг продукт. Например, во една од најголемите индустријски зони на светот од овој сектор се наоѓа во Ал Месаид во Катар. Во Ал Месаид во Катар ќе најдете неколку различни типа на индустрии. И таму ќе го најдете, например, најголемиот светски производител на полиетилен. Заради тоа што полиетиленот се произведува како резултат на рафинирањето на нафтата. И таму ќе го најдете светски најголемиот производител на полиетилен, кој што се извезува, дури многу е интересно да се знае дека најголемиот дел од кесите што ги употребуваме во секојдневниот живот се произведени од тој, да речем, полупроизвод, суров материјал. Уповски танкерскиот сообраќај низ Ормудскиот теснец, која е најважна светска тесно грло, точка за транспорт на нафта е речиси запрен. Недела донесена е одлука од 32 земји да се издвои од резервите околу 400 милиони барели за да не дојдеме до поголема, да не се дојде до поголема нафтена криза. Сметате ли дека оваа сума или снабдувањето со нафта нема да биде проблем во наредниот период? Иако постојано цената на нафтата дивее на некој начин. Па јас не би рекол дека има проблем во снабдувањето. Да направиме една поедноставна анализа. На светско ниво, на дневно се трошат негде околу 100 до 110 милиони барели.
И сега вие велите ги употребуваме резервите од 400 милиони барели. Колку дена ви обезбедило тоа крпење? Ако застане се. Битна е колкава е дупката. Сега дупката, односно недостатокот на енергенс, мислам дека ќе зависи само од фактот колку време и за колку ќе се намали протокот, а моите информации се дека не е многу забавен протокот низ Ормускиот теснец и колку овие 400 милиони што се ослободени ќе го пополнат тоа време. Мислам дека тоа е една резерва не за да се намали недостатокот, нафта ќе има, деривати ќе има, туку за да се интервенира на цената. За да нема, бидејќи ако има недостаток, тогаш оние кои што немаат контрола врз ресурсите и изворите, тие економии, фирми, компании, региони и така натаму, тие мора да купуваат во тој момент она што е слободно, а тоа се продава на берза. И во тој момент тие се наизложени на ризикот дека ќе добијат продукти по највисока, односно берзанска цена. Може да констатираме дека прекин на снабдување со нафта нема да има, но никој не може да гарантира околу варијабилноста на цената? Па, еве ги гледаме потезите што се прават за да се намали варијабилноста на цената. Значи, нафта која што била, односно деривати се, тоа не е нафта, кој што биле најмногу дизел, колку што можам да приметам, тие биле, тоа е обезбедено многу одамна по некоја друга цена. И сега тоа се ослободува и се пушта да се пополни недостатокот во моментов, да се пополни по таа цена која што била набавена претходно, за да се изнивелира варијабилноста, како што вие велите, на светско ниво. И тоа ќе се изнивелира и сега нормално, оној момент кога тие резерви ќе се потрошат, тогаш ќе треба некои други за да се контролира цената. Цената да се контролира. Бидејќи сметам дека знаете како, затоа беше и ОПЕК формиран. ОПЕК е инструмент кој вели сега има малку повеќе ваму, а малку помалку таму, на различни локации, и тогаш се подесува производството. Или цената варира и на тоа соодветно се подесува производството. Така да целиот тој модел и систем е направен да нема недостаток, да не запре целиот свет одеднаш, туку евентуално да се интервенира на цената која што би добила пропорции кои што никој не ги сака. Какви ќе бидат импликациите врз Европа и регионот? Србија и Хрватска например недела донесоа привремена забрана за извоз на нафта и гориво. Дали и Македонија требаше да ги следи овие чекори? Па, најмногу зависи од резервите. Доколку резерви има, тогаш тие треба да се спречи тие да бидат извезени. Бидејќи тие резерви се купени некогаш пред постоењето на кризата по некоја цена која што била тогаш актуелна. Може би била многу пати пониска од постоечката. Дали сметате дека фактот што Македонија не ги следи во чекор Србија и Хрватска, значи дека имаме доволно резерви на нафта? Па тоа не е моје да кажам, не би знаел јас тоа да го кажам. Меѓутоа тоа што мене ми падна во очи беше што поведени од паниката која што се создаде, македонските граѓани придонесоа да цената на горивото биде повисока. Како? Значи, одеднаш се создадоа редици пред бензинските пумпи. И сите ги наполнија резервоарите без потреба, очекувајќи дека ќе се зголеми цената. Тоа значи дека се испразнили резервите и тоа значи дека добавувачите по новата цена, во тој момент што била актуелна на берзата, купиле истата таа количина која што е ставена во резервоарите, ја купиле и ја донеле во Република Македонија. Согласно правилата и законите на регулираниот пазар, таа сметка оди кај регулаторна комисија и таа веќе е вкалкулирана како нова цена на горивата. И сега, додека тие резерви не се потрошат, новите што се набавија, ние нема да имаме промена на цена без обзир што цената на светските берзи веќе е подолу. Сметате дека ова војна психоза, страв постојано, имајќи ги претходните искуства што сме ги имале и домашните кризи, всушност остават простори некои други во услови на криза дома да профитира, еве и во случајот со нафтата? Па, дека постои некаков си план, не би можел да кажам, меѓутоа јасно е, кога психозата која ќе преземе, рационалноста исчезнува и тогаш се прават услови за
секакви погрешни одлуки. Слободан Поповски, гостин во Трилинг. Дали газ и натаму ќе имаме и зошто подолг период или со години ние зборуваме за гасификација целосна дома, а тој процес некако бавно ни оди? Газ во тие количини, во моментов количините потребни за Македонија, потрошувачката во Македонија на природен газ не е преголема. И во моментов може да се обезбедува. Гасот како гориво одамна е планиран, бидејќи представува транзиционо гориво од најзагадувачките и најмалку ефикасните техники и технологии како што се јагленот и нафтата кон обновливите извори на енергија, и тој би требало да се воведе во период кој што ќе обезбеди обновливите извори значи тој ќе има ограничена употреба. За тоа да се случи, Македонија одамна направи инвестициски план и ја гради сопствената инфраструктура. Односно, македонскиот преносен систем оператор, кој што во моментов има и дополнителна улога на дистрибутер, Номагаз, веќе го зголемува сопствениот капитал со инвестиции, односно ја гради мрежата на магистралните гасоводи низ Македонија и како клучен стратешки проект го работи интерконекторот за природен газ со Република Грција. Што, моје лично мислење, сметам дека е како целина проект од исклучително стратешко значење за Македонија, кој може да има и огромно значење во регионот. Тој треба да се доврши, функционален е, треба да се доврши, во моментов велам се работи интерконекторот, прогнозите се дека изведбата ќе оди како што е по планот. Дополнително на тоа, Македонија обезбеди уште два многу битни моменти, од кои што еден е капитален асет е едниот. А тоа е капацитет, не газ, туку капацитет на терминалот во Александрополи. Преку тој капацитет, Македонија обезбеди можност да се снабди некако со газ во доволни количини, кој што би ја направил помалку ранлива на берзанските промени на цената на газот. Дополнително на тоа, Македонија, развивајќи ја својата инфраструктура, разви и билатерални односи со преносните системи на другите земји. Например, со преносниот систем оператор на Грција ДЕСФА. Подпишан е договор за соработка во кој многу внимателно определени се капацитетите, количините, кои би биле на располагање во моментот кога тој интерконектор ќе стане функционален од двете страни. Значи Македонија стратешки доби уште една конекција која што во многу ќе ја стабилизира снабдувањето, можноста за снабдување, и дополнително сега гледаме дека се работи на интерконекторот со Србија, што е исто така чекор напред во бетонирањето на стратешката позиција на Република Македонија во регионот. Каква е според вас иднината со рек Битола? Според мене, небитно е каква е според мене. Меѓутоа треба да се гледаат, за да се донесе одлука за тоа каква ќе биде иднината на рек Битола, според мене треба да се гледаат три клучни елементи. Прво и основно, каков е ефектот врз социоекономскиот и еколошки амбиент во тој регион. Тоа е прво. Второ, преземените обврски што ги имаме ние по однос на меѓународните протоколи за справување со климатските промени. И трето, исто многу важно, кој е финансискиот, односно економскиот ефект врз економијата на Република Македонија. Тие три, ако се направи вистинска проценка, кои се тие три, ако се направи вистинска проценка какви се ефектите на тие три елементи, тогаш мислам дека лесно може да се донесе одлуката. Се најавува голем проект влез на турската компанија Казанџик. Дали смета дека со ова нова турска инвестиција, кој подолг период ја најавува државата, смета дека тоа е решение кое ќе биде на долг рок одржливо? Апсолутно, бидејќи тоа решение проектирано така да во себе обедини три битни елементи.
прво да обезбеди пристап до извор на енергенсот, односно снабдувањето да го стабилизира. Второ, да ја обезбеди потрошувачката негова, бидејќи вие ќе го обезбедите изворот, меѓутоа ако немате потрошувачка, бадијела сте го обезбедиле, нема да го искористите. Тоа е вториот дел. И третиот дел е тоа да биде направено со изворено економска логика, која што ќе направи прво да се намалат обврските по однос на емисиите и климатските промени, второ, цените на електричната енергија, топлината, а и природниот газ до домаќинствата да бидат предвидливи и стабилни на многу долг период. Најавите се дека Казанџи Холдинг би градила 3 гасни централи во Македонија, во кои делови? Па, она што е јавно достапно е, едната локација е Скопје, во општина Кисела Вода, некаде на подрачјето околу некогашниот Охис. Второто е во Полошкиот регион и третиот објект е, третата локација е во Кичево, односно во Осломеј, во рамките на ТЕЦ Осломеј. За колкав капитал станува збор? Па вкупната инвестиција се предвидува да биде негде околу 1,2 милиарди евра. Се проценува, бидејќи точните проценки сега се прават. Капацитетот, инсталираниот производен капацитет на електрична енергија би бил негде околу 670 мегавати на трите локации. Сега можеме да збориме понатаму за... Дали станува збор исклучиво за турска инвестиција? Да. Само турска инвестиција во која што турскиот инвеститори го преземат целосното финансирање. Тоа што е исто битно, што треба да се напомне, дека турскиот инвеститор нема да направи само 3 когенеративни централи, туку ќе го обезбеди и гасот за нив, значи на Македонија ќе го донесе ресурсот преку овие асети што ги зборевме претходно, Александрополи, интерконекторот и системот низ Македонија, ќе развие и дистрибутивната мрежа, значи ќе развие мрежа за гасот да стигне, како енергенс да стигне и до секое домаќинство, и дополнително на тоа ќе развие и подобри топлинската, значи district heating, дистрибуција на топлина во местата каде што ја нема. Дали во оваа инвестиција, која се најава како голема, ќе учествуваат и наши компании? Апсолутно. Имајќи предвид за каков тип на активности станува збор, имајќи предвид на каква е нашата економија, например, ние имаме производител на челични цевки. Тој производител на челични цевки во секој случај, имајќи ги предвид царинските односи помеѓу Република Македонија и Турција, има барем 15% помалку во вредноста за плаќање на цевките. И е квалитетен со целата квалификација што тој сектор ја бара. Имаме производител на пластични цевки за дистрибутивната мрежа под 4 бари. Имаме компании кои што може да се справат со тоа. Сега прашање е само дали во услови кога има и други инвестиции во земјата, македонскиот сектор ќе има доволно капацитет да се справи со ваков обсег на работи. Инаку да, турскиот инвеститор апсолутно знае дека и сака да го искористи се она што е расположиво на македонскиот простор, да кажем. Дали во овој проект македонските компании ќе партиципираат врз основа на одлука која турците би ја донеле и ќе одлучат кои ќе бидат нашите компании кои ќе учествуваат во изградбата, или врз основа на критериум, врз основа на капацитетите кои ние ги имаме како македонски компании говорам? Па и двете. Посебно ако се има предвид дека критериумите за кои работење, значи прво да разграничиме. Добро. Клучниот дел, онаму каде што треба да се направи самото, каде што е самото производство, а тоа е турбински, така наречениот турбински остров во турбинско генераторски остров, тој нема да може да го направат македонски компании, тоа е јасно.
бидејќи турбините доаѓаат од други производители, од тие производители се бара гаранција, а колку што јас знам, на просторите на Република Македонија нема квалификувани производители од нив. Така да тоа ќе биде направено од инвеститорот. За се останато ќе се бара компании кои што ги исполнуваат критериумите, посебно финансиските критериуми, за да би можеле да учествуваат во изведбата. Ние сметаме дека како партнер на Казанчи во проектот, ние сметаме дека апсолутно постои голем простор за работа на македонски компании на тој проект. Што би бил ќарот на Казанчи холдинг, а што би бил бенефитот? Па прво Македонија ќе добие доволна количина на природен газ како ресурс за да може на долгорочно ниво да постигне стабилни и предвидливи цени. Дали тоа значи дека може да се очекува да имаме и фиксна цена? Може да се очекува да имаме фиксна и пониска цена од сегашната на електричната енергија. И треба да се очекува. На подолг период, зборам за граѓаните дома, нели? Тоа е прво. Второ, имајќи го тој капацитет на газ и употребувајќи го во Македонија, ние практично ја исплаќаме инвестицијата на Република Македонија во развојот на оние асети кои што ги кажавме. Александрополи, интерконекторот, кружниот прстен, интерконекторот со Србија и така натаму. Трето, од самата инвестиција, нормално, кога велиме дека доста работа ќе остане во Македонија, тоа е јасно. Нормално гледаме и дека македонските компании ќе добијат работа, обврски. Кога би стартувала оваа инвестиција? Уште една многу битна работа е кога веќе такво количество на природен газ, а проценката е дека ќе биде негде околу 1,5 милијарда нормални кубни метри годишно, кога веќе ние имаме пристап и обезбедена 1,5 милијарда, тоа што треба уште еден квалитативен чекор да се направи понатаму, а тоа е да се развие пазарот на природен газ во Република Македонија. Бидејќи ако се развие тој пазар на природен газ во Македонија, имајќи ваков пристап до предвидлива стабилна цена на ресурсот, ние можеме да развиеме и регионален пазар. На крајот, кога би стартувала за реализација оваа инвестиција и кога би завршила? Па ова инвестиција е подложна, ништо од ова не е сето тоа треба да помине низ процесот на транспарентност. Односно, инвеститорот ќе помине низ процес на тендер, односно јавна набавка, за да се провери дополнително на сите оние проверки што се направија досега, да се провери дали можеби некаде постои некој кој што би можел да даде и подобри услови од овој инвеститор. Кога тоа ќе се заврши, а тоа зависи само од институциите во Република Македонија, за да се комплетира и да се загарантира транспарентноста на постапката, тогаш ќе може да се дефинира кога би почнало. Предвидувањата се дека од моментот кога во случај да добие на тендерот Казанчи, до моментот кога првиот мегават час ќе биде ставен во употреба, ќе бидат потребни години и пол негде за завршување на тој процес. Благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и за поканата. Синдикатот за култура тоа не го прифати, бидејќи ние имаме растечка методологија согласно трошоци на живот со минималната плата и не дозволивме да имаме номинален износ во пресметката на плата. И тогаш наложи на директорите во институциите да изготват решенија за плата, поединечни акти на секој вработен, со кое што повторно истиот принцип минималната плата зголемена за 10% помножена со коефициент.